4 месеци по смртта на Елизабета Савек Динева нема одговор поради што згасна животот на 30-годишната родилка. Министерот за здравство Филипче зад камерите за Алпа потврди дека во овој случај немало констатирано лекарска грешка и повторно не ги наведе причините кои довеле до смрт, посочувајќи дека треба детално да го разгледа извештајот. Динева се породи со царски рез во болницата во Гевгелија на 29 јуни годинава. 2 недели подоцна почина на Скопските клиники, каде беше хоспитализирана во многу тешка коматозна состојба. Уште тогаш, роднините и пријателите на родилката обвинуваа за лекарска грешка. Неофицијално, лекарите тврдеа дека причина за смртта бил тромб. Докторката вели као диагноза да имала тромб или анеуризма. Јас не верувам во тоа, пошто ако е тромб, ќе ја спречи работата. Да е анеуризма, исто ќе ја спречи работата. Ова не е единствениот ваков случај што годинава ја потресе јавност. Во јуни, во Штипската болница ден по породувањето, почина 28-годишната родилка Маја Паневска од Свети Николе. Комисиите долго го истражуваа овој случај, а министерот неколку пати го продолжуваше рокот за подготовката на извештајот. Разговаравме со директорот на Институтот за судска медицина, кој ни извести дека е наодот готов и следната недела ќе биде даден увид како на комисијата која што ја формиравме во Министерството за здравство, така и во Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Проблемот во дефинитивниот извештај кој што комисијата треба да го даде, а во кои ќе бидат внесени наодите од судска медицина, беше тоа што некои од членовите беа заменети на годишен одмор. Не делава работа, мислам сигурен дека следната недела ќе го имаме нивниот дефинитивен извештај. По многу одложувања, поради како што наведуваше министерот Филипче, годишните одмори, надлежните посочија дека во извештајот нема констатирано лекарска грешка. По 40 дена, министерот Филипче сподели детали од извештајот за родилката Паневска. Таа имала уредна бременост и се породила природно, на свет донела здраво момченце и било првата рожба. Компликацијата со крварење настанала по породувањето, а првична диагноза била атонија или состојба кога матката по породувањето не се стега и не може да се сопре крварењето, поради што лекарите ја отстраниле матката. Родилката наредниот ден починала. Докторите кои Алфа ги консултираше во тој период посочија дека ваква состојба најчесто се јавува кај третородки или жени кои имале царски рез, а причина може да биде и заборавено парче од постилката. Фатален крај би можело да има, доколку нема навремена реакција по настанатото крварење. Покрај Паневска и Динева, во јануари, во приватна болница во Скопје, животот го загуби и Дебора Џамбази од Кичево. Обдукцијскиот наод покажа дека починала од задушување. Ниту една од комисиите формирани по барање на министерот Филипче досега не најдоа лекарски грешки.